На 10 декември во Сулијан ќе биде отворена изложбата Иницирај промена, креирај гласно, проект кој преку уметност, емоции и заедништво покажува колку е значајно младите да имаат простор да се изразат и да бидат слушнати. За овој проект ќе разговарам со моите тројца нови гости и соговорници денес во Македонија на Аутро. Велам добро утро прво за дамите, Јасмина Чашуле и Марија Лексовска од Биди човек. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро и за Иван Ралев, Ротари клуб Скопје Интернешнл. Добро утро. Се надам ќе имаме пријатен разговор, бидејќи навистина се работи за еден убав настан, за една убава изложба, преку која што ќе се пренесе убава порака. Јас сега прашањата ќе ги поставам до сите, па можеме да се развиеме една убава дискусија. Така. Како ја гледате суштинската идеја на оваа изложба, што е најважната порака што треба да се пренесе до јавноста? Вака се, јас би почнала накратко. Сдруженијето за заштита на човековите права, односно на здравствените права Биди човек. Добро, имавме за тоа прашање подолу. Да. Релативно младо здружение, меѓутоа се трудиме да начнеме многу теми, а овој пат, значи оваа година работевме токму на младите и заштита на менталното здравје кај младите. Идејата дојде спонтано, реално. Направивме еден оглас, поканивме млади лица и во текот на летниот распуст ние почнавме, знаете како, на крајот на второто полугодие од 2025 година, меѓутоа се случи со Кочани трагедијата и се беше траурно и комплицирано и не успеавме да ги направиме сите тие активности што беа предвидени. Меѓутоа во текот на летниот период се покажа еден навистина убав период кога и младите беа послободни, не беа зафатени околу оние сите активности училишни и вонучилишни. Па направивме неколку работилници на кои што тие заедно со Тина Чачуровска и со уметникот Доротеј Нешовски изработија 19 дела на големи платна на кои што ги преточија нивните емоции. Значи, работилницата беше во таа насока да разговараме околу емоциите, околу тоа зошто е важно да ги разговараме, да ги дискутираме и да ги препознаеме. Така. Сега добро, да се вратиме и на Биди човек, често работите со млади и ранливи групи, па ете малку чисто во самиот вовед да кажеме што најмногу научивте од нив кога станува збор за емоционалните предизвици. Искрено да ви кажам, учиме се уште. Процесот на оваа изложба, да кажам, на подготовките на научи дека со младите не можеш да одиш straight forward. Значи, зависно они како се чувствуваат, така можеме да работиме. Така да, на самиот ден, на самите денови на цртањето, супер сите се вложија максимално. Потоа во процесот на подготовка на изложбата, значи сите си се расплинети на сите страни. Марија е тука со нас, таа после ќе ни каже, успеваше да ги собере и да се искомуницираме со сите. Меѓутоа, нормално е тоа да секој млад човек си го живее својот живот, своето време, а мислам дека денеска малце и со знаете како, јас барам од време едно кое доаѓам, некако како повозрастни кога ќе ни кажа нешто, ние тука малце се потресувавме. Сега чувствувам дека младите си го тераат својот филм, да кажем, што е супер, сигурно е тоа супер. Така да верувам дека одлично ќе излезе изложбата, делата се прекрасни, опуштени, учениците навистина беа вложени во делото кога ги работа. На самата изложба ќе имаме токму од нив ученик Немања кој што ќе биде диџеј. Марија Стојановски ќе пушта музика, а таа е и ученичка од средно ликовно училиште. Марија Лексовска покрај логистиката која што ќе работи ќе снима, така да некако целата изложба ја правиме да се интегрираме сите. Клубот кој што стои позади нас исто така ни дава голема поддршка, па очекуваме и од нив дека ќе дојде голема, како да кажам, група на луѓе кои што ќе посетат изложбата и кои што ќе се дадат максимално за да понатаму ја пренесеме пораката и да се поддржи токму оваа иницијатива. Така. Марија, на кој начин, ете споменавме, на кој начин си вклучена во сето тоа?
Јас како сум вклучена и преку организација и преку работилницата, мислам, јас бев таму и направив цртеж, мислам, како сите други ученици, но исто така јас бев таа што ја организираше кој ќе дојде и сега со изложбата сум во организација и во за местото, за сликите, за се што треба, јас сум помош. Нешто ни донесовте тука на масата, некои слики, Еве стикери. тук мова па и на еден на Мари. Слики. Стикерчиња ќе ви оставиме и после. Свеќе има на изложбата да се земе. Сите овие се оние, еве ни го и постерот. Постерот е исто така од ученичката Барбара Туфовска, значи делот, да. Делот. Супер, одлично. Господине Ралев, кој беше мотивот клубот да ја поддржи оваа иницијатива? Ротари клубот Скопје Интернационал, каде што членувам јас, е дел од таа поширока ротари заедница која што е активна во Македонија, која што во своите програмски активности покрај другите работи, грижата за менталното здравје го има ставено високо на својата програмска активност. Предлогот за соработка со Сдруженијето Биди човек дојде како еден логичен след на настаните и ние со радост ја прифативме иницијативата да бидеме нивни партнери и да соработуваме во реализацијата на овој проект. Се вклучивме на начин дека свативме дека со наш придонес за да се расшири идејата за важноста за менталното здравје, ние можеме да ја реализираме преку расширување на таа информација во ротари заедницата во Македонија. Проектот го промовиравме во втората половина на февруари оваа година и на таа промоција го најавивме овој проект пошироко. Она што сакам да кажам е дека иако на прв поглед изгледа дека сме фокусирани на групата адолесценти, тоа се децата на возраст од 10 до 19 години, ние сме фокусирани и на останати групи кои што се засегнати со менталното здравје, а тоа се луѓето вклучени во образовниот процес, тоа се семејствата, тоа се родителите, старателите, професионалците кои што се бават со оваа работа, како што се психолози, психијатри и така натаму. Ние како клуб, особено после времето на короната, правиме работилници, тематски предавања на кои што зборуваме за важноста на менталното здравје. Така да нас не радува како клуб дека можеме да дадеме свој придонес во реализацијата на овој проект. Така. Колку ваквите проекти ја менуваат културата на разговор за менталното здравје во семејствата, училиштата? Така, неопходни се овие активности, да ги кажам, и разговарање на сите страни. Разговарање во домот, разговарање во училиштето, на медиумите апсолутно. Бидејќи знаете како некогаш на Балканот, еве, конкретно бидејќи тука сме, смешно беше да кажеме дека некој момче, например, плаче или дека, не знам, некој девојче се жали заради одредена тема. Меѓутоа, подоцна носат последици сите тие постапки и сите тие неразбирања на личните емоции на луѓето. Од таа причина, многу е важно да дискутираме, многу е важно да ги научиме и самите деца дека не е страшно на училиште доколку му се обрати психологот или доколку го повика да подискутираат или доколку се пожали дека некој го навредил или дека се чувствува неубаво дента, заради тоа што се знае, сите имаме некои денови кога не ни е баш нели како што треба. Меѓутоа, многу е важно сите тие емоции да научат конечно дека треба да ги прифаќаме, дека треба да ги комуницираме и дека е во ред дури во одредена ситуација човек да отиде и на психолог, да подискутира, а да поразговара исто така и со некоја личност која што ќе биде емпатична спрема него, спрема лицето и која што ќе го прифати онака како што треба. Значи, емпатијата е, како да кажам, тема која што е многу потребна и која што многу тешко ја постигнуваме. Заради тоа што ние, како едно општество кое што е малце, мислам, стегнато се уште, тешко ни е, дури тешко ни е, еве сега и со казните првиот ден беа големи, нели, на
улиците кога ги пуштија камерите, меѓутоа со текот на времето луѓето се привикнуваат. Да не дозволиме само на казна да треба да реагираме позитивно. Добро, тоа очигледно Да. е почетокот на промените, најверојатно. Да. Но ајде Така да, бидеме малку и меѓутоа за попозитивни. емоциите кога зборуваме, казната е многу пострашна и може многу подоцна да дојде. Така. Моника, зошто е важно младите луѓе да имаат безбеден простор за изразување емоции и креативност, според тебе? Марија. Марија, се извинувам. Да. Важно е на ма. Менталното здравје кај младите секаде, а посебно кај нас, е многу тема за која што не се зборува и тема која што се игнорира. И јас како еден млад човек мислам дека е важно да се не само дигне свест, туку да се помогне на младите и да се стави важност на нивната состојба. И мислам дека е многу добар начин да се прави тоа преку уметност, затоа што уметноста е всушност изразување на емоциите во која било форма. И затоа мислам дека овој проект е многу важен и дека сите треба да практикуваат преку уметност или преку некој нивен начин да ги изразуваат емоциите и да ги прифаќаат своите емоции. Господин Ралев, како ја гледате улогата на организациите како вашата кога се работи за менталното здравје и поддршката на младите? Може ли да се прави уште повеќе? Наше мислење е дека иако општеството прави доста на таа тема, секогаш и секаде може и подобро, може и повеќе. Ние на тој начин ја свативме нашата улога во целата ова реализација на овој проект. Она што обично се вели дека секое патување почнува со првиот чекор. Ова што ќе се случи на 10 декември е токму првиот чекор во реализација на оваа работа. Да дополнам дека наш следен чекор е да им се даде можност на младите луѓе да се изразат и во други форми, освен цртање. Тоа ќе бидат можности да младите луѓе се изразат и преку пишан збор, и преку танцувачки активности, и преку поезија, и преку промоција на скулптури, така да ќе им дадеме можност на сите кои што сакаат да ги изразат своите емоции, како што се вика нашата изложба на емоции. Она што сакам како порака и како Ротари клуб Скопје Интернационал и како здружение да упатам еден апел до сите, тоа е една мисла која што ја слушнав за време на едно предавање од еден професионалец, тоа е дека силата не е во тишината. Силата е во храброста да се побара помош. Силата е во храброста да се побара поддршка. На тој начин сакам да ги охрабрам сите млади кои што чувствуваат потреба да ни се обратат, ние сме тука да им помогнеме. Така. И при крајот разговорот да ги повториме уште еднаш важните информации околу изложбата, кога, каде, зошто е важно да се посети. Така. Значи, изложбата ќе биде отворена еден ден. Тоа ќе биде на 10 декември и 10 декември е ден за меѓународен ден за заштита на човековите права. И не случајно го одбравме овој ден, заради тоа што и менталното здравје е едно големо човеково право. Ќе биде во Сулијан, во старата Скопска чаршија, така да сите се добре дојдени, ќе можат да се дружиме таму, ќе слушаме малце музика, ќе можат да си земат од нашите стикери, магнетчиња од самите дела. А понатаму ние изложбата ќе ја поставиме на нашата веб страница и на нашите социјални канали на Сдруженијето на Биди човек, така да ќе може да се споделат делата. Во самите дела имаме и описи за секое дело, така да ќе има многу што да се види и да се прочита и да се продискутира. Останува да ги поканиме гледачите да бидат дел од оваа изложба. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија на автор. Ви благодариме на поканата. Ви благодарам и јас на вас. Благодарам уште еднаш.